Почитувани, поминаа речиси 3 години од последните локални избори. Градоначалникот Арсен Шарексовски и ВМРО-ДПМН ја побараа довербата на граѓаните со слоганот "Заедно можеме повеќе". И да, точно е. На сите им стана јасно дека заедно само профитираа за себе и фамилијата и со години ја уништуваат нашата општина. Заштитен знак за Крива Паланка стана безидејноста, корупцијата, лажните и празни ветувања, самобендисаноста на локалното раководство на ВМРО-ДПМН, локалните скандали и афери на власт. Градот за време на мандатот на оваа власт на ВМРО-ДПМН полека се претвори во вистинска Паланка во класична смисла на зборот, со крајно нарушена јавна чистота, со се поголеми дупки на улиците, неасфалтирани патишта, со проблеми во водоснабдувањето, со нерешено јавно осветлување, со крајно влошена социјална слика и уништен бизнис сектор. Едноставно, со оваа власт за Крива Паланка нема никаква надеж. Младите масовно заминуваат, а останатите живеат со мрачната секојдневие. Се воведоа нови давачки такси, се зголемија постоечките, општината постојано се задолжува, а парите на граѓаните наместо за развој се трошат за дневници, репрезентации, нов мебел и сметки за мобилни телефони. Во исто време, општината и останатите институции ги претворија во прибежиште за партиски војници и кадри без соодветно образование, кои го рушат угледот на останатите државни службеници и на самите институции. 3 години поминаа, а останаа нереализирани ветувањата на градоначалникот Арсен Шарексовски за отварање на индустријски зони, нови погони фабрики, градилишта, нова изградба на брани и топлана, гасификација на градот, развој на туризмот, уредување на центарот на градот и градскиот плоштад, решавање на проблемот со водоснабдувањето, нови канализациони системи, асфалтирање на патишта и улици, нови паркови и зеленила. Сето тоа останаа само лажни ветувања. И додека граѓаните на Крива Паланка мака мачат да преживеат од први до први, мораме да подсетиме дека градоначалникот пријави во својот анкетен лист богатство од над 5,5 милиони евра, а негов бизнес партнер доби бесплатен простор и платени комунали пред самата општинска зграда во срцето на градот да гради своја сопствена зграда. Ваков скандал не се памти. Почитувани, ние од СДСМ стоиме на страната на граѓаните. Како одговорна опозиција се спротивставуваме и нудиме алтернатива на погрешните политики на градоначалникот на ВМРО-ДПМН. Ќе понудиме квалитетна програма за локален развој и тим што ќе работи во интерес на граѓаните. Влегуваме во последната година од неговиот мандат. Не случајно, денешната пресконференција ја одржуваме по точно 5 до 12. Граѓаните знаат дека е 5 до 12 и е крајно време за спас на македонските општини од неодговорните политики и функционери на ВМРО-ДПМН. Затоа, заеднички со граѓаните, напорно работиме да ја победиме мизеријата, сиромаштијата и безидејноста на функционерите на ВМРО-ДПМН.